Примерна цел и приоритет на следната влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, е обезбедување на ефикасни јавни финансии преку заекнување на капацитетот на даначната администрација, ниски даноци, консолидација на јавниот долг и зголемување на ефикасноста во реализацијата на јавните расходи. Главниот фокус е ставен на реализација на капитални инвестиции, насочени кон оние инфраструктурни и енергетски проекти што ќе бидат во функција на бизнис секторот и капитални проекти кои ќе бидат насочени кон подобрување на општите услови за живот на македонските граѓани. Се обврзуваме на враќање на рамниот данок со стапка од 8% за данокот на личен доход и данокот на добивка. Во наредниот 4 годишен период во областа на даноците и царините, ВМРО-ДПМНЕ продолжува со политиката на ниски и едноставни даноци и други давачки за фирмите, бидејќи повеќе средства за компаниите значат и повеќе средства за унапредување на работењето и воведувањето нови технологии и практики, нови инвестиции и работни места, а со тоа и економски раст на земјата. ВМРО-ДПМНЕ продолжува со создавање предвидливи и еднакви услови за фирмите. За наредниот 4 годишен период предвидуваме и проект враќање на рамниот данок со стапка од 8% за данокот на личен доход и данокот на добивка. Рамниот данок ќе изнесува 9%, а од 2022 година ќе изнесува 8%. Се обврзуваме на намалување на основицата за пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување. Проектот ослободување на младите од данок на личен доход исто така е еден од најважните каде младите се во фокусот. Македонија, но и земјите во регионот се соочуваат со проблемот на иселување на граѓаните, при што во најголем дел се иселуваат младите. Една од мерките со кои ќе ги задржиме младите во Македонија, всушност е и оваа мерка, според која младите луѓе до 29 години ќе бидат ослободени од данок на личен доход за нето приходите на годишно ниво до 6000 евра во денарска противвредност за првото вработување. Обновата започнува на 15 јули, заедно да ја обновиме Македонија, да ја обновиме Битола.